Вчера дори скролав на TikTok, ми се појави овој екран на For You. Не му дадов некое големо значење. Потоа забележав дека кај Friends има молња. И решив да истражам шо е. Тоа е TikTok Now. Читав на интернет дека TikTok Now е за америчките корисници, но за другите корисници ќе го имало како во апликација. Не реков дека има Chrome. Тоа е директно во апликацијата. TikTok го има и кај мене, ама не е овозможено. Ако ќе кликнам на него, оди само во браузер. И сега шо е пантата со ова? Пантата со ова е дека во одредено време ќе ви стигне нотификација дека треба да сликате или да снимите некое видео. Мислам дека видеото е до 10 секунди. Не сум сигурен. И имате одредено време вие да го постирате тоа видео. Мислам дека до 3 минути негде беше, пак те паварам на интернет да го слушам. И генерално сликата ќе биде слика во слика. Дечки, тоа би било нешто вака по тоа што видов. Значи, горе имаме екранче, каде што е лицето, како што ме гледате мене сега, и тука долу ќе биде сликата. Нема да биде скрос вака толку во должина и во ширина, ама генерално идејата е вака. Велат дека е копија на Be Real. Еве како изгледа Be Real. И сега ќе видиме како изгледа TikTok Now. Па да, ако заприметите, таков е концептот. Upload 10-second clips. Да, убаво реков дека 10 секунди е клипот. Имаше и некои објаснувања за годините на корисникот. Ајде да го побараме и то и да го разгледаме. Приватност. За луѓето 13 до 15 години ќе може да му коментираат само луѓето кои што тие ги следат и луѓето кои што тие му враќаат follow back. Од друга страна пак, за корисниците кои што се 18 години, под дефолт ќе биде поставено да му се гледаат постовите само од страна на нивните пријатели, но подоцна тоа ќе може да се смени во опциите. Еве дечки интерфейс за Android апликацијата. Нема да ја спуштам сега. А може и ќе ја спуштам, јас не сум сигурен за технологија кога ставам за апликации, таков сум, се знам. Еве екранче, кај што вика да make post to see what your friends are up to. Следна слика. Capture photos and videos with dual camera. Тоа што го спомнав преге. Слика во слика, скокнав една слика. Ова изгледа нешто неверојатно вака ќе иде нотификацијата. Вика post today's now and see what your friends are up to. Share the same moment with your friends. Значи, и пријателите и вие сликате во исто време. Не верувам дека конкретно интерфейсот, ама прилика кажува шо е, како е. Реков дека може нема да ја спуштам, ама сепак ја спуштив. Ајде да ја инсталирам и ќе влеземе да видиме конкретно интерфейсот како изгледа. Од тоа да беа само сликички кои што ни кажуваа дека што може да не очекува во самата апликација. О, вип. Клап, клап, клап.
Старт. И сега дали ќе треба да правам нов акаунт или ќе можам да се најавам со стариот? Ајде да видиме. Еве иконата каква е. Абе гледајте. Малце подсеќа ко на месенџер молнијата шо е. Ајде да видим дали ќе можам со истиот акаунт или ќе ме бара. You're locked out of your account. TikTok now is currently not available. Значи и преку апликација не може. Добро. Ке си почекаме. И готово. Тоа е, дечки, сепак не можеме да истестираме апликацијата. Значи, и апликацијата е само за Америка. Така да, кога ќе се појави, ќе истестираме или пак кога ќе се појави во TikTokот, не мора да ја спуштам. Ама би требало да може со истиот акаунт, пошто гледам дека ме одјави, а и плюс го има нели во TikTok апликацијата. Што значи треба да може, тоест може. Помore се. Таква е логиката ти. Ако е дел од то и прави башка апликација, значи ти мора да можеш со истиот акаунт. Тоа е се за ова видео.